Почитувани, СЈО е партиска испостава на СДС. Неговата работа е селективна и има за цел да крева димни завеси секогаш кога незината матична партија и Зоран Заев прават пазари со националните и државни интереси. Во таа насока се и селективните и тенденциозни обвиненија кои ги креираат за функционери од ВМРО-ДПМН. Целта е елиминација или осабнување на ВМРО-ДПМН со цел слабење на државата. Гревот поради кој се води оваа хајка против ВМРО-ДПМН е тоа што не отстапуваме од одбрана на државните и национални интереси. Работата на СЈО нема никаква врска со правото. Обвиненијата се покренати апсолутно без било какви докази и аргументи. Направени се низа правни преседани кои ќе се изучуваат во историјата на правото како не треба да се постапува. Пример, во случајот ТНТ е срушена диво градба на Фијат Цановски. Во овој момент некој да излезе и да измери основната плоча, ќе види дека не е градено по план. СЈО решава да ги исполни желбите на Заев и политички, без докази, покренува обвиненија за случај во кој многу лесно може и сега да се провери дека е диво градба. Фијат Цановски, коалициониот партнер на Заев, добил дозвола за да гради дваката подземно, а поради желбата да скрати од трошоци, градел само еден. Откако се соочил со законот, поднел и барање за измена на дозвола за градба, со што практично признава дека направил диво градба. Целата постапка на рушење е законска. Ако не се рушеше, требаше да не се почитува законот. Беа направени дури 3 вештачења, сите 3 потврдија дека објектот е диво градба и треба да се руши и дека е постапувано законски. Со цел да се направи политички спектакл, СЈО покрена обвинение за сосема законски случај, како што е рушење на диво градба. Целта на СЈО и Заев не е правдата, туку нејзино гушење. СЈО е политичка, а не правна алатка. Со ова се докажува дека без аргументи, докази и факти, со политичка манипулација се води хајка против ВМРО-ДПМН. СЈО не смее да се става над законот. Согласно член 22 од Законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите, овој орган за селективен прогон не смее да води истражни постапки по истекот на 18 месеци од денот на превземањето на предметите и материјалите во негова надлежност. Секој нов прогон и тормозење кој СЈО ќе го врши врз граѓаните, членови на ВМРО-ДПМН, ќе биде противзаконски и ќе биде основ за одговорност на вработените во СЈО.